Убедливата победа на Румен Радев на парламентарните избори во Бугарија е очекувана и дава надеж за конструктивен и конкретен диалог на релација Скопје-Софија. Председателката Гордана Силјановска-Давкова не е изненадана што Радев освои убедлива победа. Бугарските граѓани според нејзе испратиле јасна порака дека сакаат стабилност. Силјановска-Давкова сега гледа одреден простор за напредок, особено во време на зголемени безбедносни предизвици во Европа. Очекува разговори помеѓу двете држави за решение на спорот кој ги кочи македонските евроинтеграции. Подсетам, Балканот секогаш бил зона за тестирање на односите на големите сили, лакмус за односите на големите сили. Тоа сигурно и сега ќе биде и јас очекувам третирање на проширувањето не само низ призма на поголема Европска унија, компетитивна, на глобалниот на глобалната политичка сцена, туку и поголема безбедност. Ние имаме 100% усогласена надворешна и безбедносна политика со ЕУ и повеќето држави на Балканот, мислам на Црна Гора и на Албанија, како први во овој процес и очекувам да се видиме, да разговараме, се разбира со двете знамиња и да трагаме по ново решение. Премиерот Мицкоски уште утрината во телефонски разговор му ја честитал победата на Радев. Од владата велат дека очекуваат подобри односи со Софија во делот на економијата, но и во решавање на спорот кој го блокира евроинтеграцијскиот пат на Македонија. Министерот за надворешни работи Муцунски најави дека ќе се иницира диалог за конкретни решенија. Премиерот Мицкоски исто така како и целата влада посакуваме да се развиваат билатералните односи во една позитивна атмосфера, да ставиме голем фокус на оние заеднички стратешки приоритети како што е на пример коридорот 8, каде што имавме и до сега некое раздвижување, но со уште позасилена динамика да се движиме во заедничка реализација на тој стратешки проект, да се фокусираме на билатералните односи во делот на економијата и трговијата, но и конечно да го почнеме процесот за изнаоѓање на решенија за оној процес кој што го кочи процесот да ние како држава не можеме да ги отпочнеме пристапните преговори со Европската унија. Во последните 5 години Бугарија помина низ сериозна политичка криза, обележана со дури 8 парламентарни избори. Наместо стабилност, секој изборен циклус носеше сличен исход, без јасен победник и без можност за формирање долгорочна влада. Очекувањата на Радев се дека конечно со неговата победа ќе се стави крај на досегашната нестабилна бугарска влада.